civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Беше барање на Министерството за здравство да извршат скрининг на новинарите и медиумските работници. Кажете ли нешто повеќе околу таа акција, колку новинари ќе бидат фатени и какви се резултатите до сега? Да, ЗНМ веќе одреден период беше во контакт претходно со Министерството за здравство и пред некои 3 недели практично се договоривме со ресорниот министер да се направи бесплатен скрининг на новинари и медиумски работници на ниво на држава. Моментално имам информација дека негде околу 600 индивидуи беа подложени на овој скрининг и им беа земени примероци со цел се направи тест дали има одредени поместувања во нивните антитела што индицира дали има потреба да се направи на ПЦР тест со цел да се елиминира можноста дека тие се позитивни или пак да се потврди за жал дека некои од нив се може и позитивни. Од тие 600 лица морам да кажам дека во првиот круг беа фатени поголемите медиуми кои што имаат поголеми редакции, значи редакции кои што во иста просторија сеат по 30-40 лица или пак националните телевизии кои што во една смена работат повеќе луѓе или на теренот по неколку луѓе која екипа. И од овие медиуми генерално не се фатени само од Скопје, туку се од другите градови како што се Штип, Битола, Струмица, Охрид, Куманово, Тетово, но и Прилеп заедно со другите помали градови од нашата држава. Вкупната бројка на колегите надвор од Скопје е околу 100, моментално се преработуваат тестовите, а вториот круг на помалите редакции во Скопје започна пред некој ден и ќе трае уште недела-две претпоставувам, тука се предвидува се опфатат негде околу 200 луѓе. Се на се очекуваме дека на крајот на процесот на скрининг во оваа фаза ќе бидат опфатени околу 1000 новинари и медиумски работници. И од прилика сметам дека тоа не е мала бројка, земејќи во предвид дека нашиот сектор е прилично скромен по однос на број на вработени и број на луѓе кои што се изложени на овој вирус. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.